Второлигашот ТТС ги засили своите редови со двајца младински репрезентативци на Македонија пред продолжението од сезоната. Капитенот на репрезентацијата до 19 години Божидар Митревски пристигна од прволигашот Силекс, додека фудбалерот од средината на теренот Рино Рајдини доаѓа од екипата на Кадино, а претходно настапуваше за хрватски драговолјац во втората хрватска лига. Реално очекувам да придонесам на што подобра игра на клубот на ФК Тетекс пред собстанок во лигата. Понатека само добри резултати. Тетекс го бев пред се дека е клуб со историја, добар клуб, но исто така и стапи во контакт со тренерот Славчо Георгиевски, кој што ме убеди да дојдам во Тетекс. Имав некои 2-3 понуди во втора лига, но мислам дека Тетекс беше најдобра опција. Ја очекувам што повеќе добри резултати и опстанок во втора лига. А као што имав и некои понуди од втора лига, ама одлучив за мене најдобро Тетекс. Екипата на Тетекс подготовките за пролетниот дел од втората лига Запад ќе ги започне на 15 јануари во Тетово. Потоа ќе се дуваат подготовки во Охрид, а планирано да се доведат уште неколку квалитетни засилувања. Почнеме со засилувањата, ништо ново, додека траеше првенството веќе размислувавме за нормално за појачување во редовите каде што имаме проблем. Донесовме двајца младински репрезентативци, играчи кои што се перспектива на македонскиот фудбал и мислам дека тоа е правилниот пат за фудбалскиот клуб Тетекс. Во Тетекс заслужуваат и треба да играат само докажани фудбалери, кои што се репрезентативци, кои се потенцијал и кои што ќе ни го подигнат нивото и ќе донесат една подобра иднина за клубот. Каков е планот за подготовките? Кога се започнува со подготовки, дали ќе се оди некаде надвор од Тетово? Па, подготовките би требало да започнат кои се водат на 15 јануари. 10 на денак би требало да бидеме тука во Тетекс, а после тоа планираме да заминеме во Охрид. Таму ќе бидат големи дел од екипите, ќе биде добро за да се сплоти екипата, да се воигра екипата и воедно да се одиграат квалитетни надпревари, затоа што сите екипи ќе бидат таму. Мислам дека ќе биде еден убава можност да се припремиме за тоа што не очекува во пролетниот дел. Тетовскиот второлигаш есенскиот дел од сезоната го заврши на 8-та позиција на табелата со 13 бодови. Пролетниот дел од втората лига Запад ќе започне на 27 февруари.